Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за женското гинеколошко здравје, поточно за крварењата од матката кај жените помеѓу две менструации и за време на менопаузата и постменопаузата. На оваа тема разговорот ќе го изведеме со доктор Саша Јовчевски, гинеколог акушер, субспецијалист по онколошка хирургија. Разговорот следува веднаш по рекламите. Вие следите уште една нова Телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска зборуваме за крварењата од матката кај жената помеѓу две менструации или за време на перименопаузата, менопаузата и постменопаузата. На оваа тема денеска ќе проговориме со доктор Саша Јовчевски, гинеколог акушер, субспецијалист по хируршка онкологија. Да, оперативна гинеколошка онкологија. Да, хируршка. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Да. Кај жените за време на репродуктивниот период понекогаш се јавуваат крварења помеѓу две менструации. Да. Зашто обично станува збор? Обично станува збор за една природна појава кај 5% од женска популација, каде што као резултат на намалување на естрогени, као резултат на овулација во средина на циклус, кога прска тој доминантен фоликул кај жена, се намалуваат естрогени, се намалуваат хормоните што го поддржуваат развојот на ендометриум и на тој начин со повлекување, со паѓање на нивото на естрогенот се јавуваат овие spot bleeding, значи точкасти крварења, да, кои што може да бидат различни по интензитет, обично се со минимален интензитет и варираат и во боја, од лесно розева боја до темно, така да. Во принцип тоа е природна категорија, кај најголем процент на случаи од женска популација. Значи најчесто се безопасни причините? Најчесто се безопасни, да. Тоа е као резултат на прскање на фоликул, односно на овулација. Но може ли да стои нешто друго во позадина, доколку крварењето е точкасто? Секако може да стои. Тоа во средина на циклус обично може да биде поддржано и од медикаменти, односно доколку пациентката прима антикоагулантна терапија, исто така доколку прима орални хормонски контрацептиви и дозата не е регулирана. Обично и во тие случаи се јавува како и резултат на други состојби, но тие веќе не се точкасти крварења, него тие се предизвикани од интеркурс, значи приликом однос се случуваат или као зголемено. Тоа е веќе сосема друга работа. А какви крварења може да се јават за време на сексуалниот однос или пак ако се последица на некаква инфекција? За време на инфекција може да се јават крварења од доколку постои воспаление на грлото на матката, односно доколку постои некој полип во цервикалниот канал, односно на вагиналниот дел на грлото на матката и као резултат на таа прокрвеност од инфектот, односно од морфолошката структура полип, присутна што е на грлото на матката, постои реална можност да се појават приликом тие се така наречени контактни крварења, приликом сексуални односи. Да. Кај жените во репродуктивниот период постои ли можност крварењата да бидат резултат на овулацијата? Крварењата као резултат на овулацијата, ви споменав на почетокот, тие се случуваат во средина на циклус кај 5% од женска популација, тие се као резултат на тоа опаѓање на естрогени. Со оглед на тоа дека женскиот репродуктивен систем функционира така да во баланс е естрогени и прогестерон од самиот почеток, односно од формирање на тој созревање на тој гонадостат и појава на прва менструација, односно менарха, до последна менструација, односно постменопауза. Значи цел тој временски период женскиот репродуктивен тракт функционира као клацкалка измеѓу естроген и прогестерон. Овулацијата е таа средина на циклус што работи да тие два хормони бидат во меѓусебна рамнотежа. Сега во моментот кога тој доминантен фоликул, нели на почетокот имаме жена, за разлика од маж, се раѓа со одреден број на јајцеклетки. И тие со тек на време секој циклус созреваат до појава на овулација и тоа е таа едната од двете функции на јајник, односно тоа е репродуктивна функција. Таа е со цел на стекнување на потомство, значи прокреација на човечка цивилизација. Сега
тие два хормони треба да бидат во баланс. Во меѓувреме, од почеток на циклус настанува разраснување на тие на повеќе фоликули, од кои што еден станува доминантен, во средина на циклус настанува прскање на тој фоликул, намалување на нивото на естрогени нагло и појава, некојаш може да се случи кај 5% популација, ви кажа, појава на точкастото крварење, кој што всушност означува почеток на плодноста кај жената. Точно. Значи во тој период жената би можела да забремени. Да, и обично тоа трае ден до два. Да. Тие се тие бенигни крварења и знак за овулација. А дали може раната бременост пак да биде проследена исто со вакво едно точкасто крварење или пак крварење во рамки на секретот? Може да биде рана бременост. Обично тие крварења при рана бременост се исто така точкасти и тоа се како резултат на имплантација на ембрионот односно вгнездување на ембрионот во празнината на матката, во ендометриумот на матката и тие се тие точкасти крварења во средина. Значи не се невообичаени. Не се невообичаени воопшто. И тие се јавуваат. Кај рана бременост се јавуваат, се случуваат. А во време на репродуктивниот период кај жената, што се почести? Дали се миомите или пак полипите? Видите вака, значи и едната и другата категорија се генетски детерминирани, се генетски одредени. Има одредена популација, прво пред се да миомите, фибромиоми, тоа е генетска детерминирана работа и обично се случува во рамки на одредени семејства. Пример, ако имала мајката миоми, постои голема веројатност и ќерката да има миом и тие се во цело време на тие практично растат во тек на цел репродуктивен период. Во цел репродуктивен период. Оној момент практично кога се намалуваат естрогените, тие миоми престануваат да растат. Тоа е конкретно што се однесува до миомите. Полипите се комплетно друга категорија. Тоа е кога делот од ендометриум е таргет по-чувствителен на естрогени, постои можност да расне тој дел од ендометриум и да направи полип. Полипите почести се претпоставувам при завршувањето на репродуктивниот период или нема такво правило? Не, нема некое правило. Обично се јавуваат во континуитет во перименопаузален период, се јавуваат заедно со хиперплазија, најчесто се со хиперплазија, тоа е разраснување за дебелување на ендометриумот. И тоа е исто предизвикано од хиперестрогенизам, али тоа е веќе со нарушување тоа што ви кажав на балансот измеѓу естрогени и прогестерон. Да. Така. Сега кога зборуваме за репродуктивниот период кај жената, дали промените како што се миомите и полипите, секогаш ќе бидат проследени со некаква форма на вагинално крварење? На гинеколошко крварење, бидејќи некош нели потекнува крварењето од матката, друг пат од вагината. Да. Не мора да значи да се секогаш проследени. Најчесто крварењата предизвикани од страна на миоми се као резултат на зголемување на целокупниот волумен на утерусот. Значи матката се зголемува целокупно. Кавумот, обично утерусот, матката кај жена е 2 до 3 сантиметри, негде отприлике 3 сантиметри, а доколку се јави фибромиом, доколку се јави миом, таа знае да достигне некојаш големина и 10-20 сантиметри. Можете да замислите кој е тоа крварење као волумен, што може да се јави кај нормална матка од 3 сантиметри и кај матка што има празнина, што има кавум, од 10 до 20 сантиметри. Тоа е комплетно различно по волумен. Така да, во принцип, миомите се склони кон крварење. За разлика, полипите не се склони кон крварења. Тие се јавуваат обично, тие исто ви кажав дека се генетски детерминирани, тоа е као резултат на преосетливост на еден дел од ендометриумот на естрогени. Значи, ендометриумот е чувствителен орган кај жена, таргет орган за естрогени. Преска ви спомнав дека со развој на пубертет, со развој се менува морфологија кај машко и женско тело. Едно од тие работи, едно од тие органи, као резултат на присуство и појава на естрогени во пубертет е и ендометриумот на матката, поред дојки и поред морфологија на тело. Тоа е еден слој во матката, внатрешен, така? Тоа е внатрешниот слој на матката, што е прилично чувствителен на тие естрогени. И тие се со цел еволутивно создадени, со цел да ние имаме прокреација, со цел да ние имаме потомство. Тука во тој ендометриум се вгнездува
оплодена јајцеклетка и понатаму што продолжува со развој као ембриони као плод. Тоа е тој слој всушност што секој месец се изфрла, да. За време на менструалното крварење. Точно така и практично менструација по дефиниција би требало да представува изфрлање на ова, како се вика, на неоплодена јајцеклетка. Ме разбирате? Така, и сега во репродуктивниот период како жената да процени дали тоа крварење што се јавило помеѓу менструацијата е некое проблематично или пак можеби менструацијата дошла порано? Тоа секако може да се провери со еден обичен општ гинеколошки преглед кој што се состои од преглед во спекулум и ултразвучен преглед, што е неколку минутен преглед. Одреден. И така гинекологот може да даде проценка за што точно станува збор. Со еден обичен всушност најобичен гинеколошки преглед, да. Доколку станува збор за крварење во репродуктивна доба, тогаш во тој случај него секогаш се прави тест за бременост. Случајно да не стане збор за некоја рана бременост. Тоа преска што го споменавте дека да, така го споменавме, дека може да биде и кај дел од бременосите може да се јави благо крварење. Благо крварење, тоа е тоа што го споменавме преска, имплантационо крварење, каде што ембрионот се вмездува во хормонски припремен ендометриум од естрогени. А што ако за време на бременоста е силно крварењето? Како мислите? Ако за време на бременоста, на раната бременост се јави посилно крварење. Значи ли тоа дека е спонтан абортус или повторно може да биде поврзано со раната бременост? Има повеќе тука опции. Не е тука само една опција. Може да биде, да кажем, имплантационо крварење, али може да биде некогаш имплантацијата на самиот ембрион да биде не во ендометриумот, значи не во таа слузокожена матка, него може не во матерична, па технички на некој начин е тоа во матерична бременост. Може да се вгнезди пониско доле, значи на грлото на матката, што практично е многу тешка компликација. Обично тие крварења се драматични. Да. Дојдовме до грлото на матката. Да. Знаеме дека се прават редовно ПАП тестови, типизации за присуство на ХПВ вируси, бидејќи се јавува ризик од развој на карцином на грлото на матката. Да. Сега, на карциномот на грлото на матката претходат одредени промени. Дали тие може да предизвикаат крварење кај жената во репродуктивниот период? Да, секако. Секако. Превентивните прегледи практично ја чуваат глава на секоја жена и го прават животот многу поедноставен. Значи, неколку десетина минути преглед редовно на годишно ниво на секоја една пациентка може да и го поедностави животот. Зошто? Од проста причина што споменавте, има ХПВ инфекции од предизвикани од хуман папилома вирус, што одредени соеви се високо ризични и што се одговорни за појава на карцином на грло на матка. Тоа е една страна, а втора страна, као што споменавте, постои реална можност и од да биде као резултат на хронични инфекции на грло на матка и тогаш да се јават исто така тие крварења. Значи има навистина бројни причини кои што може да доведат. Тоа е цел спектар конкретно. Само што за среќа тоа може да се спакува по фолдери, значи и да се има алгоритми на справување со овие состојби, но за тоа е потребна редовна посета на гинеколог. Да. По завршувањето на репродуктивниот период кај жената, всушност на залезот на репродуктивниот период кај жената се јавува перименопаузата. Да. И сега за време на перименопаузата жените се жалат на нередовни циклуси. Те се јавуваат почесто од вообичаено. Крварењата знаат да бидат обилни. Некогаш не можат ни да запрат. Што стои во позадина? Во позадина стои нарушување на балансот измеѓу естрогени и прогестерон. Тоа цело време значи играме со тие два хормони од почеток, значи од пубертет до менопауза, што е последна менструација, значи цело време е баланс измеѓу естрогени и прогестерон. До средина на циклус имаме доминантно доминираат естрогени, после овулација доминира прогестерон. Тој прогестерон е со цел еволутивно создаден, со цел да го припреми, да сочува бременоста. Тој е хормон заштитник на бременост. И доколку се наруши тој баланс, доколку престане јајникот ја изгуби таа своја моќ, да престане да има цикличност, значи да има овулација. Па технички гледано со овулацијата настанува опција за продукција на прогестерон. Оној момент кога ќе престане цикличноста на јајникот измеѓу естрогени и прогестерони, измеѓу естрогени
и прогестерон се јавуваат тие крварења. Значи тоа се дисфункционални крварења. Тие обично се случуваат во перименопаузална доба. Споменавте дисфункционално крварење. Да. Како изгледа тоа? Како се може да се манифестира? Тоа крварење се случува обично после одреден период на аменореја, значи отсуство на менструација. И тоа се манифестира со нередовен циклус. Значи нередовните менструални крварења обично оставаат простор да помислиме дека тоа станува збор за дисфункционално крварење. А суштина во позадина на проблемот е отсуство на рамнотежа измеѓу естрогени и прогестерон. Ова представува голем проблем кај жените што се во менопауза. Да. Особено ако крварењата се обилни и долготрајни, се намалува хемоглобинот во крвта, се сочуваат со анемија. Кој е решението? Решението е да се направи диагностика за каков тип на крварење станува збор. Тоа е на прво место. Да се види дали случајно станува збор за дисфункционално крварење кое може да биде купирано со хормон заместителна терапија, односно со хормонска терапија, односно хормон заместителна во зависност од добата. И втора работа е да се исклучат сите потенцијални неоплазми во тој момент. Да. Може некој полип, да речеме, да предизвика вакво масивно крварење? Обично полипите не даваат масивно крварење, обично даваат хиперплазијата, значи разраснувањето на таа слузокожана матка, као резултат на овој дисбаланс измеѓу два хормона, доведува до појава на масовно крварење. Обично на тоа претходи позади секое масовно крварење, кога ќе се зене анамнеза, во разговор со пациентката, ние сваќаме у принцип дека пациентката претходно 2 до 3 месеци отсуствувала менструација, одеднаш ќе се случи да добие после 2-3 месеца. Најчесто е тоа. Најчесто тоа е одговор на дисфункционалното крварење. И потоа организмот претпоставам дека се обидува се да изфрли од матката. Се изфрла, да, и тие крварења се обично пообилни и по волумен и по број на денови. Да, но тоа зависи, секогаш се манифестира кај секоја пациентка се манифестира различно. Ќе ги вклучиме и гледачите. Почитувани од овој момент, емисијата е контактна, слободно можете да се јавите во програма, да поставите прашање кое што е поврзано со крварењата што се јавуваат кај жените во периодот што е репродуктивен, но и менопаузата, постменопаузата. Ги очекуваме вашите прашања. Докторе, споменав менопауза, постменопауза, туку ми перименопауза. Можете ли да ни објасните кога точно започува менопаузата? Што е тоа точно менопауза? Менопауза е последна менструација, по дефиниција. Тоа е последна менструација што се поставува. Дефиницијата за менопауза се поставува ретроградно. Тоа е отсуство на менструација повеќе од 1 година. Значи не можеме Една година по последната менструација. Една година по последната менструација, Добра. ние можеме да кажеме дека последната менструација пред година дена била менопауза. Да. Значи последната менструација менструација се мора да вика поминат менопауза. 12 месеци. Од тогаш. Да. А постменопаузата? Постменопауза е состојба што се јавува кај пациентката, постменопауза и сениум, тоа е состојба што се јавува кај пациентката после последната менструација. Да. И разликата измеѓу постменопауза и сениум е, на почетокот споменавме дека јајникот има две функции. Едната функција е репродуктивна, што се манифестира со менструација со циклус. Втората функција е ендокринолошка функција, тоа е тоа што учествува во морфолошка промена на морфолошка структура, односно дефинирање на пол. Сега разликата измеѓу во постменопауза, добата после менопауза прво откажува репродуктивниот дел од јајникот. Значи тоа е таа оваријална резерва, да не може пациентката да има прокреација, да стане родител. Да забремени спонтано. А сениум е добата која јајникот ќе пресуши и хормонски. Значи која воопшто нема да создава ни естрогени. И тоа е момент на сениум. И тогаш се јавуваат, значи во тие две добици има посебни состојби што се карактеристични. Дали тоа значи дека во менопаузата и постменопаузата може или не може да се јави повеќе менструално крварење? Како мислите?
Дали во овој период може да се врати менструацијата? Менструално крварење. Најчесто не се враќа. Тоа може да се направи проба, хормонска проба, да се дадат на пример прогестагени, да се дадат одреден временски период 5 до 10 дена и да се види ако цикусот. Но спонтано не би можело да се врати. Спонтано не би можело. Бидејќи некога жените ќе помислат кога ќе забележат крварење дека може би сепак е менструално крварење. Не, обично тоа се јавува како резултат на таа хиперплазија. Исто така ја споменавме преска, тоа е задебелување на ендометриумот што се јавува како резултат на тој дисбаланс измеѓу естрогени и прогестерон. Значи цело време станува збор сите овие крварења, дисфункционални крварења, дали станува збор конкретно за доба на пубертет, на созревање на тој гонадостат, дали станува збор за репродуктивна доба и кај жени што имаат стреси и ред други работи кај што се нарушува цикличноста на и рамнотежата измеѓу естроген и прогестерон, или па исцрпување на јајникот, пак цело време во континуитет сите овие крварења се као резултат на намален, односно нарушување на баланс измеѓу естрогени и прогестерон. Да. Женските хормони. Женските хормони, тоа е тоа. Да. Ајде да го слушаме првото прашање од гледачот во денешната емисија. Добар ден. Се исклучил гледачот. Добро, продолжуваме понатаму. Ми дадоа знак да уште еден гледач има. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. И тој се исклучил. Добро. Продолжуваме понатаму. Докторе, значи кога ќе се јави периодот на менопауза и постменопауза, дали секој крварење треба да се свати сериозно? Секако. Сите крварења прво треба да бидат превенирани тие крварења со редовни идење на гинеколог. Но доколку состојбата кај пациентката е уредна, имаме уредни контроли гинеколошки превентивни, во тој случај станува збор за состојба што бара итна посета на гинеколог. Во тој случај, доколку превентивните прегледи биле во ред, постои голема можност да тоа крварење биде само дисфункционално крварење. И тогаш третманот е најчесто хормонски. И во тој случај по давање на терапија, што може да биде хормонски, може да биде, да речеме, во различна форма, може да бидат таблети, може да биде спирала и ред други работи. После извесен временски период пациентката повторно доаѓа на контрола и гледаме дали као резултат на таа хормонска терапија тоа крварење го исчезнало, се намалило или продолжило со ист интензитет. И понатаму пак станува збор за алгоритми на решавање на овие состојби. Ке се задржиме на хормоните веднаш по вклучувањето на гледачот во денешната емисија. Добар ден. Се надевам дека овој пат гледачот успешно ќе се вклучи и ќе го постави прашањето. Еве уште една можност за него. Добар ден. Добар ден, ме слушате? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Јас во моментов се справувам точно со ова како вашава тема што е. И не се јавам во врска со темата. Добро, сакам само да го поздравам овој прекрасен човек. Така. Благодарение на доктор Сашо, сега баш си ги враќам спомените пред 24 години јас лежев на патологија. Благодарение на него јас сум мајка. Одлично. Ви благодарам што се вклучивте во програма, што го споделивте вашето искуство, споминавте дека сега имате поинакви проблеми, предпоставувам. Имам исто ова, вака имам, сега сум во менопауза веќе. И точно вака крварење, она баш сега без на гинеколог. Така? Прije веќе почнувам со терапија и случајно и темава ми се погоди, ама ми текна на докторот, морам да го поздравам без здравство. Моравте да се јавите да му посакате се најубаво. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ала, пријатно. Докторе, еве гледачката спомена дека се дава терапија кога се јавуваат проблеми со крварења и вие објаснивте дека хормонската терапија е изборна во оваква ситуација, но жените често пати се плашат да земат хормони, бидејќи пак тие го зголемуваат ризикот исто така од одредени болести, малигни, но и од тромбоза. Па како проценувате кај која пациентка треба да се дадат, кај која не треба? Видите вака, значи хормонзаместителна терапија не се, мислам, таа без дискусија треба да се даде, зашто употребата нејзина да ги ставиме работите на вага. Употребата е многу го подобрува здравјето на жената. Има поголем бенефит. Поголем бенефит од ризик. Без дискусија.
кај одреден дел од жени, значи тоа е негде околу 5 промили негде, се јавува појава на, може да се случи, да има појава на карцином на дојка. Ама пак кај тоа е пак кај одредена популациона група. Значи станува збор за многу мал 5 промили, 5 промила. Значи сепак тоа не се орбит бомбони па да можеме да ги употребуваме, него треба испитувања да се направат. Како што да се направи мамографија, да се направат тумор маркери и исто така да се направи и испитување на згрушување на крв. Така да во принцип доколку не постои ризик фактор, вредноста на употреба на хормон заместителна терапија е многу поголема него да не се употребува. И на пример на крајот од денот во Македонија сите се скептици за тие хормони, така и за хормон заместителна терапија. Кога ќе земеме на пример некоја жена што била висока 1,70 м, кога ќе видиме на 75 години таа висока 1,60 м, е кандидат за мењање кукови, остеопороза, намалила висина и ред други ствари, а во Германија пијат хормон заместителна терапија и реализира 5-ти брак. Да објасниме што е тоа хормон заместителна терапија? Тоа е заменска терапија? Тоа е хормон заменска терапија, да. Хормон заменска терапија. Се земат тие хормони што недостасуваат во тој период? Се земаат точно, да. Тие се земаат значи во постменопаузална доба, значи се земаат и во перименопаузална доба, значи тоа е делот од живот што е околу последната менструација, како и се земаат по завршување на менструација, но нормално со претходни испитувања, се прави мамографија, се прави ултразвучен преглед и ред други крвни анализи, состојба на хепар, еден општ лабораториски преглед со згрушување на крв. Доколку не постои ризик фактор, тогаш се става пациентката на хормон заместителна терапија. Во зависност од периодот кога е дојдена на преглед. Ако е перименопаузално, ако се овие дисфункционални крварења, тогаш се додава, да кажеме, тип на препарат комбиниран, естроген-прогестерон препарат. Доколку се дојде пациентката менопаузално, значи после менопаузалната и нивото на низини хормони се ниски, тогаш се додава само естроген. Колку време по последната менструација може да се даде хормонска терапија кај жената доколку се јават вакви проблеми со крварењата? Веднаш. Значи, нема граница? Па нема граница, во принцип до 65 години глата може да се иде со хормон заместителна терапија. И тоа ќе го подобри драматично здравјето? Драматично ќе подобри. Па како да не? Например, таа хормон заместителна терапија во перименопаузална ќе ги намали оние жештини, ноќни станувања, потења, промена во расположение, целокупен арсенал на... А во постменопауза ќе промени технички остеомускуларниот апарат на жената. Значи, мускуларната маса не иде толку во катаболизам, остеодензиметријата е подобра кај жени што употребуваат хормон заместителна терапија. Сакам да кажам. Да. А што е со оние спирали кои што исто така содржат хормони? За какви проблеми се решени? Тоа се прогестеронски спирали што се ставаат во перименопаузален период. Добро. Тоа што има силни крварења кај жената или? Да, кога жената има крварења и тие се прогестеронски спирали, тоа се интраутерин девајсовна направа што се става во матка, ослободува скоро 1 микрограм на час прогестерон и тоа е со цел да пак се враќаме цело време игра на естроген и прогестерон, машка Том Джери, не? Значи ставаме хормон активна спирала и таа ослободува 1 микрограм на час прогестерон. И тоа е со цел да воведе една рамнотежа локална, тоа е нивото на ставање на спирала и ослободување на прогестерон е као да мачкаме крема на некоја со активна супстанца. Во принцип тоа е тоа. Со локално дејство, нема системско дејство, нема опасност од појава на промена на цртешна дојка или такви работи, не. Бидејќи делува локално? Локално делува, да. Пред да ги вклучиме гледачите, само да прашам, дали самата спирала може да предизвика пак крварења? Самата спирала не би требало да предизвика крварење. Доколку не постои суверена метода за ништо, као и во хирургија. Постои само една добра селекција, паметна, оптимална селекција, значи, како да ви кажам, значи, као што постои халина по мерка, постои хормонска терапија по мерка. Индивидуален мора да биде пристапот. Тоа Шнајдер треба дефинитивно, да. Тоа е тоа. Ќе ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Добар ден. Здраво, повелете, во програма сте. Емисијата и моето прашање, например, се работи за млада особа, 38 години,
силни крварења, а е доста слаба, 45 килограми. Ме интересира дали има некаква опасност и треба да се земат некои витамини за намалување на крварењето? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Ова е многу интересно прашање. Не го фативме до сега. Многу интересно прашање. Обично, за да жена менструира, треба да има 20 до 25% масно ткиво. Значи тежината, телесната тежина е многу важна. Body mass index, да, точно. Значи телесна тежина. Треба негде да има 20-25% масно ткиво у себе. За да жена биде циклична. Така. Проблемот кај хектични жени, кај жени што, пошто господјата спомна, пациентката, господјата спомна, пошто прашуваше за друг, спомена дека станува збор за 45 килограми, 38 годишна пациентка. Тука постои реална можност да отсуството на масно ткиво доведе до отсуство на цикличност на менструации. Тоа нешто што се случувало во Втора светска војна по овие концентрациони логори. Значи, оние гладувања доведуваат до отсуство на цикличност и као резултат на тоа се јавуваат тие нередовни и обилни менструации, што дополнително влошуваат состојбата. Во случајов потребен да се направи еден општ преглед и евентуално да се дадат некои анаболици со цел да се зголеми body mass индексот на пациентката. И да се зголеми... Значи, како што е проблематична покачината телесна тежина, исто така до проблем може да доведе и многу малата телесна тежина кај жената кога станува збор за менструалните циклуси и незиното здравје. Без дискусија. Значи, малата е исто така опасна као и преголема. Преголема тежина доведува до состојба на трети јајник. Значи, масното ткиво е јајник само по себе, прави периферна конверзија на одреден тип на естрогени и пациентки што се обесни, значи што имаат зголемена телесна тежина, исто така се склони кон нередовни крварења, као и пациенти што се кахектични и што имаат низок body mass index. Да. А што е со жените кои што имаат полицистични јајници? Какви се крварењата кај нив? Полицистични овариуми тоа е еден синдром што за жал на овие наши простори малку е преценет. Значи тоа е еден синдром со кој што тоа се карактеристични имаат тие пациенти имаат карактеристична физиономија и обично кај нас кога има нередовен циклус, отсуство на неколку менструации и кога ќе направат ултразвучен преглед и видат на оваријална резерва и прогласуваат за полицистични овариуми, односно полицистичен овариум синдром. Тој не е толку чест. Тоа е поредок, тоа е синдром, сепак станува синдром. Така. Тоа е карактеристика, да. Значи тие се јајници што се као замрзнати. Тие се одозгоре имаат као да имаат порцеланска обвивка. Значи интраоперативно, знам пошто сум оперативен гинеколог, кога ќе направиме дијагностичка лапароскопија, имаат као порцеланска обвивка јајниците. И технички тие жени многу тешко доживуваат овулација, али имаат и други карактеристики во нивниот морфолошки изглед. Значи они немаат кук-струк, имаат поандрогена диспозиција на влакна, значи имаат косматос од машки тип, да кажеме се поразлични, имаат Влакнатост на лицето. Влакнатост на лице, да. Сега видите, не секој тип на влакнатост, кај нас се прогласуваат, например, секој еден ултразвучен преглед и отсуство на циклус, вика, има полицистичен овариум, а пациентката има 90-60-90 градба, ме разбирате? Мислам, тоа не иде тоа така. Исто така и косматоста. Ние сме медитерански базен, наша жена, црна медитеранска жена е да кажеме повлакнеста, да. Тоа е и у принцип тие хормони некои што се предвидени, да кажеме, и тие дози некои кај контрацептиви, орални хормонски контрацептиви што има некои микродози 0,2-0,25 да речеме етинил естрадиол, тие не постигнуваат овулација кај медитеранска жена у базен. Не кај сите. Затоа преска ви кажа, потребно е калибриране, подесување на тие работи. Да. Така. Кога зборуваме за периодот на менопауза и постменопауза, вела дека жените многу сериозно треба да го сватат секое крварење, бидејќи 1 од 10 жени е можно да има рак на ендометриумот. Да.
Знаеме дека е опасна малигна болест тоа, но дали крварењето секогаш ќе биде еден од првите симптоми? Не мора да значи. Постојат ултразвучни параметри кои што тоа може да се превенира и да не чекаме да дојде до крварење па да диагностицираме карцином на ендометриум. Карциномот на ендометриум е карактеристично што се јавува као резултат на тој дисбаланс повторно измеѓу естрогени и прогестерон. Карциномот на ендометриум е почест кај пациентки со зголемена телесна тежина, као поради тоа што масното ткиво преска ви кажав дека имитира трети јајник. И тоа дополнително влие цело време да биде тој ендометриум, таа слузокожа на матка, цело време биде изложена на естрогени во континуитет, кои што не се доволно јаки да направат цикличност и да направат пик во естрогени и да направат овулација, него цело време да кажеме го задебелуваат ендометриумот во континуитет. А при тоа не прават пик и цикличност да дојде до лачење на прогестерон и изфрлање на тој ендометриум, него во континуитет. Кај нив отсаствува крварење, цело време на ниво на естрогени повисоко од нормала, ама не доволно високо за да предизвика овулација, и кај одреден дел од тие пациентки, као резултат на тој хиперестрогенизам се јавува таа хиперплазија, што има поише типови, има бенигна, бла. Тоа хиперплазија во постменопауза, перименопауза, тоа се смета, еден дел од таа хиперплазија се смета као преканцероза за појава на рак на ендометриум. Значи на гинеколошки преглед, ако се забележи задебелување на тој слој на ендометриумот кај жена во менопауза, потребно е веднаш да се направат дополнителни испитувања. Дефинитивно, тоа е базично, тоа задебелување. Задебелувањето значи тоа е квантитативно само задебелување. Има и одредени квалитативни параметри, но не би идел во таа насока. Сосема доволни се редовни гинеколошки прегледи и доколку се приметат, да кажеме, одредени ултразвучни параметри кои асоцираат за појава на некој несакано, да кажеме, да продолжи развојот на тој ендометриум во некој несакан правец во прилог на ендометриален карцином, во тој случај се препорачува хистолошка верификација, односно конкретно тоа е киретажа. Киретажата. Да. Пред да преминеме на киретажата, ќе му дадеме предност на гледачот да го постави прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Ви благодарам. Как се работи за пациентка 43 години со обилни крварења. Значи, ова е подолг период крварења, некаде после пораѓање 15-16 години. Хормоните се во ред, правено еднашка киретажа, се беше во ред на резултатите. Значи, само со хормонска терапија може да се среди, на друг начин никако. Така. Што би ми предложил докторот. Ви благодарам за вклучувањето. Потребно да се види волуменот на утерус колкав е. Доколку станува збор за зголемена матка, има една појава што се вика аденомиоза. Тоа е присуство на слузокожа во самата мускулатура на матката. Со оглед на тоа да матката го спречува крварењето со контракција. Матка е мускуларен шуплив орган. Таа има со цел да донесе бременост. Значи, тоа е единствена нејзина функција. Нема никаква друга функција. Кај одреден дел од жени, генетски детерминирано, ендометриумот се наоѓа во самата мускулатура. И мускулатурата губи својство да се контрахира, да се стега. И во тие случаи имаме појачани крварења и поред дадена хормонска терапија и поред дадена свет. Значи, цикличноста е чувана, ама контрактилноста е намалена. Така. Ме разбирате? Така да во принцип, ако нема контракција јака на утерусот, во тој случај може да има продолжени крварења. Значи, и тоа треба да се види, да се испита ултразвучно. Тоа би била една од опциите, но сепак ултразвучен преглед е основа за сите третмани што би следеле понатаму. Дали се тоа хормонски или хируршки, да. А пред да преминеме на хируршкото лекување, како што е киретажата, би сакала да прашам какви се крварења во менопаузата се проблематични? Дали точкастите, дали секретот кој што има кафено обојување или пак розеникаво исто се смета за крварење и е сериозно? Па видите вака, во постменопауза секое крварење се сваќа сериозно. Тука нема
дилема, нема дискусија воопшто. Секој крварење во посмена пауза се сваќа сериозно и мора да се оди за Значи најмала промена која што сугерира присуство на крв бара да биде проследена тоа не е нормално. Не е нормално. Не е нормално тоа. И значи веднаш мора да се преглед од направи гинеколог. Веднаш преглед од гинеколог. Најдобро сега да дискутираме, тоа е спектар веќе на сценарија што би можело да се деси, нели? Крварење во сениум, во посменопауза сениум, тоа е спектар. Значи најбенигна работа би било доколку станува збор за нарушување на намалување на нивото на естрогени и атрофија на гениталниот тракт. Во тој случај имаме отсуство на естрогени, тие крвни судови, тие ткива се пофрагилни и може некојаш дури као резултат на обична најбанална инфекција, обична кандида може да доведе до прскање на тие микрокапиларни мрежи, кои што пошто ткивото е истенчено кај тие пациенти. Тоа е најдобро можно сценарио, најтешко сценарио е карцином. А тоа за да се диагностицира потребно да се направи хистолошка верификација киретажа. Така да во принцип се појави или било какво крварење во постменопауза. Значи после последната менструација, односно сениум, обавезно се иде на гинеколог и се исклучуваат. По пат на исклучување е тоа. И постојат алгоритми. Значи се прави киретажа, односно се отстранува целиот слој што целиот слој на ендометриум, да, и се праќа на хистолошка анализа. И хистолозите потоа кажуваат за кој тип, да речеме, некојаш може да кажат дека имаме као резултат на атрофија. Некојаш има да кажеме и лажна ултразвучна слика дека има хиперплазија, ќе излезе, ние мислиме дека има хиперплазија, тоа ќе добиеме на киретажа, ќе добиеме атрофија. Така да во принцип хистолошки се потврдува, односно исклучува дали станува збор за малигна неоплазма. Но секое крварење во постменопауза, перименопауза, постменопауза треба да се свати сериозно, као потенцијална закана за неоплазма. Малигна. Жените што имале во репродуктивниот период проблеми со миомите, ќе се ослободат од таа мака во постменопаузата? Без дискусија. А миомите полипите ви кажав, значи тие се као резултат на пречувствителност на одреден дел на ендометриумот, пречувствителност на естрогени. Значи може цел ендометриум да не биде чувствителен, еден дел да биде, да кажеме, као островце и тука ќе разрасне као резултат. Ако забележите полип во тој период, животен период на жената, неопходно ли е да се отстрани или може само да се следи? Според мене, неопходно да се отстрани. Со цел не е од друга причина, него да се направи хистолошка верификација. Со оглед на тоа да било кое, која целиот организам опаѓа, која целиот организам иде надоле, човек старее и постепено се гаси. Појава на било која нова промена треба да се свати сериозно. И во тој случај мој совет е дека треба полип конкретно е релативно едноставен начин на отстранување. Тоа се прави хистероскопски, се влага со камера, една тубуларна, цевчеста камера, 6 до 8,5 милиметри отприлike се влага со камера и се отстранува полипот. Ме разбирате, и се плаќа на анализа. Тоа е релативно едноставна интервенција со цел да се превенира понатаму, не дај Боже, многу потешка операција. Со оглед на тоа дека јас работам онкологија, работам радикална онколошка оператива. Што значи радикална онколошка оператива? Комплетно отстранување на матка? Радикално работам онкологија, конкретно да, комплетно отстранување на матка, да, во прилог на ова вие што го зборите. Значи матка, јаници, све се отстранува во тој случај. А во кој случај кај жената се препорачува да се отстрани матката? За која форма на крварење можеби можете за некоја пациентка да сметате дека е кандидат за една таква Обично интервенција? не се зауставуваат крварења кај пациентки што имаат миоматозна структура на матка, што имаат голем волумен на матка и таму конкретно прво као резултат на тие фибромиоми е нарушена контрактилност на матка. Значи тие миоми не дозволуваат да миометриумот, значи мускулатурата на матката убава направат убава контракција, убаво да стегнат матката приликом крварење. Значи стегањето на матката е начин на зауставување на крварење. Значи прво од тие миоми. Второ, као резултат на зголемен волумен, тоа се матки што некојаш може до 10-20 см да имаат сама празнина од матка да биде 10-20 см. Значи и трета работа е тоа што обично кај тие пациентки се јавува
најчесто и као резултат на тие нерегуларни крварења, нарушена контрактивност, се јавува и дисфункционално крварење. Да. Така да во принцип тоа се кандидати што априори би се одело на отстранување матка, доколку не сакаат, например, да презервираат матката за бременност, као пациентка што беше 62 години што Така. роди дете. Значи, обично ке повозрасни жени кои што веќе се имаат реализирано во мајчинството. Баш така. Да. Дали е тоа сложен зафат и може ли пак да доведе до други проблеми, до спад на мочниот меур, на вагината и слично? Не, видите, ако добро се изработи таа операција, не би требало да дојде. А спадот на мочниот меур, тоа е исто генетски детерминиран. Тоа е као резултат на слабост на преден вагинален зид. И тоа е генетски детерминирано. Тоа е комплетно различно погледа од ова што го дискутираме. Значи тоа се тие така наречени женски кигли. Тоа е спадовина. Да. А конкретно ако се изработи, вие што ме прашавте, во случај кога ќе се извади матка, кога ќе се направи хистеректомија, во зависност од добата, дали ќе се извади, например, миом, сака да иде понатаму да се репродуцира пациентката, тоа е релативно едноставна операција. Мислам, збориме од мој аспект. Така. Да. Докторе, и на крајот да заклучиме дека жените покрај тоа што се во менопауза, треба да одат редовно на гинеколог, бидејќи некако откако ќе заврши менструалниот циклус, вела дека навиките барем во нашата средина се поинакви. Да, сека па ја гледам по мајка ми. Мислам што да збориме понатаму. Мислам неизе кога ќе прашам, она ми и треба да идам на гинеколог, нели? Мислам со стрес го доживуваат тоа. Па така некако го доживуваат, некако не знам. Како еден непотребен преглед. Као непотребен преглед. Демек е што ја готово сум завршила, демек немам циклус, немам ништо. А не е баш така, баш тогаш треба да се прават и мамографски прегледи, идење на гинеколог. Можеби не толку често као во репродуктивно доба или при напуштање на менструација, тоа што го збориме перименопауза, али потребно да се прават обавезно. Барем еднаш во 2 години. Да. И секој ненормално крварење? Секој појава на било какво крварење во постменопауза, сениум, се иде на обавезен преглед и ненормално крварење во тек на репродуктивна доба се оди на преглед. Обавезно. Тоа се надвор од тие превентивни прегледи што се потребно да се утврди од што е тоа крварење, да се даде адекватен третман. Но и секако обилните менструални крварења не се за потценување и тие бараат гинеколошки преглед, а понекогаш и третман. Хормонската терапија не треба да представува толку голем стрес и страв кај нашата популација. Не би требало, не. Не треба. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Отворивме тема на која што досега не сме дискутирале. Предпоставувам дека беше се тоа што го кажавте корисно за нашите гледачи. Благодарам и вам. Пред се гледачки. Благодарам. Почитувани, ви благодарам и вам што и денеска не следевте, што изгледавте уште една Телма амбуланта со внимание. Ви посакувам пријатен ден.